I'm living life like a dream, feeling so high. Бивши амбасадори, академици, дипломати, сегашни бугарски министри, со салви навреди кон нашиот премиер Христијан Мицкоски. Дури еден од тие поранешни дипломати, поранешен амбасадор, тој сегашен дипломат, бара од Бугарија да го отповика нивниот амбасадор во Македонија. Значи не смееме тоа да го дозволиме. Сами треба да го испрекаме, го кажав и вчера тоа во видеоролна. Мора проактивно да размислуваме веќе, не ретроактивно, не реактивно поправо. Проактивно. Реактивното размислување не донесе и делување не донесе до овде до кај што не донесе. Но проактивно треба да ги осуетиме сите нивни намери, сите нивни курназлаци пред време. Они да се осетат тие дека се повредените, тие дека се изместените од рамнотежа. Не разбирате? Нокаут дипломатски секаков да доживеат. Сакаат дипломатска војна, ќе добијат таа дипломатска војна. Ја имаат, не се плашете. Нема што да објаснам. Премиерот до сега покажува кичма. Премиере, знаете што треба да направите на вакви навреди. Затоа што навредите кон вас како прв човек кон државата се навреди упатени кон целиот народ, кон сите нас. Ги видовме, ги гледав скоро сите нивни изјави во Европскиот парламент по повод извештајот за Македонија и земањето на формулацијата македонски идентитет, македонски јазик. А тоа бе го немало, како да ви кажам, у средина на 19 век го немало тоа. Они што сега го прават. До вчера грзот не знаеа кај ме, кога беа под Сталин, под палката на Сталин, кога Тодор Живков го молеше Брежнев да станат нивна 16-та република на Советскиот сојуз. Тие се анаски не објаснуваат за толеранција, за уважување. Па ние бре 40 години ние учевме што значи да имаш, да ги уважуваш твоите блиски соседи, браќа кои живеевме во федерација. Ние живеевме под слоганот братство единство. Нас они ќе ни објаснуваат што е толеранција, што е уважување, што е почитување. Затоа не треба да имаме милост. Мора да бидете брутални, прекинете ги сите дипломатски односи, амбасадорот бугарски надвор од овдека. И фино направите што го викнавте тамо да ви реферира у Министерство за надворешни. Али тоа многу ги навреди Бугариве, многу се осилија. А што очекува, дека ќе ги ланчаме после све? Дечки, ќе ви цитирам еден стих од една песна на забранено пушење. Кој свати, свати. Ил си бос, ил си хаджа. Треба да одбереме конечно што ќе видиме. А пријатели ќе најдеме. Има државници, министри на големи држави кои што многу добро ги сваќаат јанзите, фантазмите националистички, шовинистички и на бугарите и на грците. Многу добро ги разбираат. Затоа треба да пресечеме таа папочна врвца што не држи врзани. 3 децении, 3,5 децении не држи усидрени онака у плиткото. Да не можеме да мрднеме напред. Ради тие балкански крокодили што уште живеат во 19 век, кои што се однесуваат како најголеми примитивци. Мора да покажеме одважност конечно. Зарем не гледате и по медиумите и по социјалните мрежи, ја имате поддршката на целиот народ. Ова се однесува на вас, премиере Мицкоски, на ВМРО ДПМН. Време е да излезете одважно напред, како што и до сега тоа го правите, но конкретно со акција. Проактивно. Нема више ни од што да се плашиме. Што можеме уште да ни земат? Што можеме уште да изгубиме? Ако останеме со нив врзани со таа папочна врвца, ќе изгубиме буквално све, ќе го изгубиме целиот народ, ќе изгубиме државата. А вака немаше да изгубиме, тие јасно си го покажа своето лице. Маските паднаа, се покажа колку се грди под тие маски, какви нацисти се.
какви недемократи се, колку се нетолерантни, колку не почитуваат основни човекови вредности. Што би правеле ние во таква екипа? Што би правеле? Народ кој што никогаш никого не навредил, не окупирал, не му правил геноцид. Народ кој што никогаш немал квислиншка влада. Еден од ретките во Втора светска војна, ако не единствениот, беше македонскиот народ што не формираше квислиншка влада во Втора светска војна. Немаше овдека ни Недич, ни Белогардејци, ни Павелич, усташите, никој. Нашиот рефлекс беше создавање на македонска држава. Нашите револуционери од народно-ослободителната борба се ставија на страната на антифашизмот и добија своја држава и знаеа да ја чуваат, да ја бранат. И беа немилосрдни кога се соочуваа со квислинзи, внатрешни непријатели, пета колона. Немаа милост, затоа што знаеа дека со крв го создадоа таа современа Македонија, што создадоа во рамките на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Немаше заебанција со нив, беа опасни, ама размислуваа проактивно, не замижуваа пред непријателите на поредокот на тој амбиент на мир, на безбедност во рамките на таа федерација. Немојте ни вие учете нешто барем од поблиската историја. Реактивниот ум, како да ви кажам, е самоубиствен за секој кој што постапува според него, според тој принцип. Главата горе, нема што да изгубиме, можеме само да добиеме. Знаеш како викаат, кога ќе ти се затвори една врата, 100 други ќе ти се отворат. Или во нашиот случај, кога ќе затвориш една врата, 100 други ќе ни се отворат, верувајте. Верувајте, има некоја космичка мудрост, универзална, кој што важи за сите епохи, за сите цивилизации. Зошто нон-стоп ја држиме отворена вратата на која што се наоѓаме само на пола чекор веќе до амбисот, до пеколот. Но ако се затвори, ќе се отворат 100 други врати. Да ви кажем уште една работа со тоа што сме соочени фактички со исчезнување. Што значи ние сме во мод на преживување. Не случајно ви го кажав тоа вчера во една од моите видео праќања. Оваква ситуација на преживување, користите ги мудрите мисли, зборови на големите државници. Еден од нив е, не ме сваќате погрешно, во смисла на државнички одлуки е Сталин. Черчил рекол, во неговите мемуари пишува 100 пати, го имам кажам, вика најголемата политичка, вика мудрост ја научив од Сталин, вика на Јалта, кога биле тамо за да го поделат светот. Вика после еден ручек шетаме, вика низ шумата, јас и он сами. И ја вика го прашам, добро бе, вика, друже Сталин, вика, шо беше, вика, она на почетокот на Втората светска војна, она твое подавање рака, вика, со Хитлер. Објаснете ми шо беше тоа. Овој му рекол, види, со ѓаволот секогаш можеш да одиш рака под рака, ама само до крајот на мостот што те носи преку амбисот. Толку колку да го преминеш амбисот. Фактички му рекол, играв додека не се подготвив за она што следеше по тоа. Јако бил изненаден и сето тоа, но сепак бил доволно мудар интуитивно во моментот да свати дека во смисла да избегне тоа што му се случи подоцна, дај ќе видам, ќе одиграм тоа што треба да одиграм. Се знае зашо одиграл така. Кога дошла инвазијата, Барбароса, не е дека у тоа време Советскиот сојуз не бил спремен. Што се покажа, нели, 2 години покасно, тоест година и пол покасно, кога ги потиснаа, кога ги бркаа до 45-та година, кога им влегол Берлин. Што сакам да кажам? Кога си умот на преживување, не се секирајте, најдете го и самиот ѓавол, колку да ве пренесе преку мостот рака под рака заедно со него, после оставете го, бакалете го.
ама преминете во мостот на тамбусот. А вака нема ни да стигнеме до мостот со вакво реактивно размислување. Не се плашете, не зазирајте, не се сакалдисуете, направете тоа што се очекува од вас. Премиере, постапете како што ви кажува срцето, а срцето, колку што гледам од досегашните ваши изјави, ви кажува многу точни работи. Послушайте го. Понекогаш во политиката треба да се употреби и срце. Не е тоа чисто говорација, она што викаат реал политика. Понекогаш човек, за да досегне одреден храбар чин, кој што може да ја сврти играта во негова корист, во корист на неговиот народ, потребно е понекогаш може би да го послуша срцето. Не само интересите, реал политиката, состојбите ова. Светот, како што гледате, брзо се минува. Утре, за 5 години, за 10, може тие да се доведат у многу непријатна ситуација. Но ние нема да бидеме во тој маѓапсан фашистички круг, нацистички круг, за да не повлечат со себе. Тогаш нека цркнат. Нека се растурат во пекол, во војни, во немири, во бунтови, а тоа ги чека. Затоа што нивната нечовечна политика, нивната бюрократија, нивната нацистичка идеологија која што се крие зад кулисите на демократијата и почитувањето на некои вредности кои што не постојат, за некакви копенхашки критериуми. Сето тоа доведе до тоа да имаат покачување енормно на десните екстремни струи политички во нивните општества. Го гледате што се случува секаде во околината. Се будат старите демони на нацизмот. Во неколку, не во сите, во неколку битни држави од Европската унија или некои од помалите кои што влегува малце подоцна. Тоа не е случајно и тоа нема да заврши добро. Они сите шовинизми, национализми кои што ги поттикнаа со пари во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за да ја растурат во крвава војна, тие после тоа нема кај да одат кога се заврши војната. Тие ги абсорбира Европската унија, таквите држави ги абсорбира кај себе. Сите тие национализми, шовинизми ги абсорбираше во себе. И тие тлеја со години, лошата политика нивна ги разгори уште кој ќе го имате сега ова дене што го имате. Нема да успеат да може да тоа да го исконтролираат. Ке им се случи судбината на Титова Југославија, верувајте ми, истата судбина ќе ги снајде. Нема да знаат гзот кај е. Фактички ќе добијат со својот камен по глава. Оно што тие го правеа, го направија кога растури една држава во крвава граѓанска војна, ќе им се врати нив. Тоа немојте да се сомневате. Затоа пак ќе кажам, памет во глава, послушајте го срцето, послушајте го народот и се ќе биде во ред. Ќе поминеме може низ нова Голгота, не велам не, но тоа е правиот пат. И на крајот на тој пат не чека светло. А овој што сега го идеме, како да поминуваме низ тунел, што викаше Жижек, овој Жижек, не Жижек, него овој каже го Словенецов, филозофов, не ни текне се. А може и Жижек беше. По тој тунел што проаѓа, светлото кое што го гледаме напред е само возот што иде према нас. Нема излез од тој тунел. Ако ме разбрате, гледање.